Александра е млада мајка на 2 малолетни деца, за жал и жена болна од шизофренија и епилепсија. Додека разговарате со неа, имате чувство дека нема многу да дознаете за нејзиниот живот, но доволен е погледот и солзите во нив за да разберете дека не е седно за ситуацијата во која се наоѓа со најмилите. Лежала во психијатриски установи и по 6 месеци, не е способна само да се грижи за децата, не е ниту работоспособна и иако има сопруг кој работи, не може да се подпре на него, зашто во одредени моменти, и тоа е лабилна личност, ке кажат оние кои го познаваат, а велат дека го виделе и во алкохолизирана состојба поради немојта да го смени животниот тек. Поради тоа најмногу патат дечињата Кате и Никола, кои се препаметни и свесни дека живеат во екстремно лоша куќа, која може во секој момент да ги затрупа. Куќата е во лоша состојба, тие немаат детски соби ја посакуваат, сакаат услови како и секое дете, немаат ниту храна со денови, единствено за да преживеат им помагаат бабата, мајката на Александра и неколку роднини и пријатели. Се наоѓаме во село Стамер Делчево. Денес ќе ве запознаеме со судбината на 2 малолетни дечиња кои што почесто се гладни од колкусити, кои што живеат во тешки услови, без врати, без добар кров. Навистина тежок живот и верувам дека ќе ве допре нивната приказна и дека ќе им помогнеме сите. Здраво. Јас сум Оливера. Како си? Александра Ивановска уште од мала започнува да има здравствени проблеми кои се продлабочуваат последните 12 години, кога од работевиште се мажи и сели во селото Стамер Делчево. Порано кога била поздрава, работела, а денес се принудена да гладува со децата, затоа што сопругот последните месеци е вработен и зема само 200 евра приход, но како што кажуваат нивните роднини и пријатели, и тој има психички проблеми и не се грижи домаќински ни за куќата ни за семејството. Затоа принудени на голгота се и Никола и Катерина, децата на Александра, кои да не се бабата и неколку роднини од страната на Александра, веројатно досега сите би умреле од глад. Јас сум мислела од Тработевиш, ама тука сум мажена во село Стамер со момчето Браномир Ивановски. Как имавте убав живот? Имавме добро и така и така, оле. И така и така. И така и така. Сега се омажих са па другојаче. Имаш 2 деца? Имам. Колкави се децата? Те едното е сега Сашо Идлина женското, едното е со башча му. Со татко му? Каде одат? Одат по дрва одат. Бидејќи ладно, зима е. Зима е. А дрвата не стасуваат. Не се ту дрва. Одат, берат или? Берат, докаруват ни соседни пријатели, ни докаруват. И после не ги джагат, после бащата ги цапи он. А тоа сино машкото, оно ги преноси со количката ги преноси, да не ги, она да топе дожд, да не ги топе. С него да не ги вее. Куќава е веќе стара и во распаѓање. Ова е од твоите свекор и свекрва куќа? Тоа од свекрва ми и од свекор ми. Тие живи са? Не се живи. Они беше свекрва ми беше жива, а она почина. Почина она и така. Свекор ми он почина. И он беше жив, почина и он почина. И он беше жив и он почина. Он беше на рак, беше тука, беше рак. Оперисуваа го. После го караа по болници, го караа, момчето го кара. Ти не работиш? Ја одех на работа, ама ми скараа. Зошто? За тоа, за децата. Дек сум ги, божам ти тепава, ја не сум ги тепава, не сум ги ништо матитирала, ни ништо. А каде работиш? У Делчево работах, холе. Што? Па на конци чистех, што ми речеше тоа, копчах. Партизанка не беше на работа, беше партизанка и там си остана. Това некако би кажа партизанка, или некако би кажа. А зошто сега на работа? Не може. Не може? Стара не може, она беше на работа одеше и на работа са не оди. А зошто не оди? Не може да оди. Оти западна. Па како прво со родителите има проблеми, што едното
женското, мисля, од страна на женска линија, си одеше на работа, меѓутоа Кој? од маленко Александра Ивановска. Беше добра кога беше млада? Значи добро беше кога се оженија, одеше на работа, се добро. Она има од 10 години епилепсија, што тоа на лице место ја бев во работилиште кога ја доби прв пат. Тоа можат и роднини поблиски до нејзе да потврдат. Меѓутоа со тек на време се влошуваше на неја ситуацијата. Се губеше и имаше некои работи од страна што не домакински да ги кажам, мора да изјава точно, але не е до нас самата болест. Второ, и таткото не е одговорен на прво место ни 5% од целото вкупно што го гледат и тоа што затекнат. Маш ти работи? А работиш и го работиш. А сега? И сега работи. Колку зема плата? 12.000 евра. 12.000. Зашто ви стигнуваат тие во месецот, Александра? Па тие за уборчо, плащаме струјоле, вода, нешто, кабелска плащаме. Ако не платим, пак ќе не исклучат оле. А храна? Со што купувате храна? Па пишувам се. Продавницата идеме и се пишувам. Стигнуваат ли парите за да се прехраните? А стигнуваат, но не стигнуваат оле. Не. Што ти е најтешко? Па најтешко ми е оти овде живеам во лошо семејство. А какво ти е семејството? Па мајка ми е болна. И само се нервира. Мајка ти? Плаче. Само плаче? Зошто плаче? Па не знам. За така ја кара да плаче секогаш. Секогаш плаче. И тебе ти е тешко зашто таа плаче? Да, почне да ме гушка. А ти плачеш кога таа плаче? Па плачем по мене ка плаче, а не знам зошто. Мамо дај, вика, мамо дај. Ја не одека да ја дам, оле, одека да ја дам. Не мога да си дам душата над душона. Не мога да си дам душата да си дам. А они тражат мамо дај, ја не мога да си дам душата да си дам, оле. Каков ви е животот? Нејарно. Зошто? Некакво е. Не треба вака да биде. Не. А како е кај другите? Убаво. Па еден ден, два, без јадење, па... А како издржуваш без храна таму? Па ми даваат некои, запишам и после си платам. А за храна? Дома, кога доаѓаш од училиште? Па некој пат има, некој пат нема. Тогаш кога нема, а си гладна? Да. Што правиш тогаш? Па ми дава, идам негде, помагам и ми дадат. Има една жена овде ми дава. Што ти дава? Што ја помагаш? Па те пример рече да и напанам вода, да и измијам и чини, да и раздигнам и ми даде да јадам и нешто друго ми даде. Сок. Ти дава лепче и сокче? Да. И за кога најмногу ти е жал? Во сестра ми и во баба ми. За сестрата и за бабата? Зошто за сестрата? И таа расте тешко како тебе? Како требаат децата да растат? Од доручек да растат. Со доручек? А вие доручкувате ли? Некој да, некој не. А они тражат мамо дај, а ја нема дека да ја дам. Тешко ви е? Тешко е, оле. А они тражат децата, а ја нема дека да ја дам. Нема дека да ја дам, а они тражат. Што ви бараат? Па тражат орис, тражат макарони, фиде, лешчата тражат, а ја нема дека да им дам да купа. Нема дека да им купа јазека. И како ги прехранувате? Како растат без храна? Па те купува оно нешто, купуваат продавницата, од борчи се, па си запишува, зима нешто, од продавницата зима нешто. Отворат, од 3 сата отворат, дури 3 сата отворат. Па храна ја, кога имам нешто, кога сам такво, купувам. Сега, нека другите зема пенсијата, купа тука и правя готова.
Он некогаш и он купува, некогаш па одозголе да доноси пчелјасната мажја доноси. И па спиртата ми она доноси, моите спиртата доноси. Ама не го донесе знаат. Храна бака има. Жал ви е вас за дечињата? Па ме жал и за неа. И децата ме жално. Што да права? Ево некој жал купува. Че да вика, Катерина вика, тато вика, купи, вика, јадење нешто купи. Он вика, ти вика, купи, ти на мен купи, вика. Па, кад дојде од школа, што ќе му прави, като нема што да се прави? Јас сам бочлија, сад, кад зема пензијата, треба да дам 6.000 треба да зема. Да му дам таму да продавача. Што сте се задолжила? Па задужен сум. И сака сам задужена, не ми дава. А кад се одушат, ка ми дава. Баба имала јарење. На баба ја викаш? А таа што ти вика? Не. Некош баба, некош мама, некош сестра. И сестрата знае да готви? Па види, сега Бранко тргна во Алпинком, пред тоа не работеше 3 години, беше на товарна тетка. За леп си меси мене, Оле. А храна со левот? За храна си некој пат го молиме момчето да купи. Викам, дај бе, викам да купиме нешто да се руче. Он вика, да се одборчам, вика да се одборчам. Земеме една вреќа брашно, земеме, месеме, вика шпорето го печеме, на шпорето го печеме. Имате ли јадење? Не. Има ли направено ручек секогаш? Но си доаѓаш гладен. Фиде, макарони, бопа, шпагети. Храна. Храна. Да има децата Да. што да јадат. Да. Па и Александра и... Некои сите, и Александра, и Катерина, Никола, јака купа, од продавниците, ка купа, он напред се загнесе напред, да видиш там купила. И никаде имат продавниците со децата, и он тука би си да чека што сам купила. Ти си болна? Јас сум од малечка болна, Оле. Што ти е, Александра? Па, пијам апчета, пијам. А што диагноза имаш? Од што си болна? Па пијам дапекене, испирин, пијам, дизапам пијам. За смирување? Да, за смирување. А за што ти се тие апчиња? Па тие да не ми се врте, све да не ми се врте. Ти имаш вртоглавец? Да, Имаш и епилепсија? да. Ти се случувало ли да паднеш? Па тоа кога бех у болница, кога бех и ми се случи, Оле. Лежеше во болница? Лежех во болница, лежех ја. 6 месеца лежех во болница. 6 месеци? Да. А тогаш децата кои ти ги чуваш? Мајка ми, Шизофренија имаш? Болест? па таму во болница. Лежех во 6 месеца, лежех таму. Таму ми даваше јадење, се таму и јадење, перење, се таму. И доеле 8 сати и ни дава терапијата, ни дава ваша терапијата. Сега подобро ли ти е? Па сега сам подобро сега, Оле. Сега си ги пијам сега. Сега ги пиеш редовно? Да. Стигнуваат ли парите што ги заработува машти за лекови? Па давам и он ми дава по некои динари, и он ми дава. Некој пат од мајка ми, од пензијата, од секој месец ми дава, од пензијата, од месец на месец ми дава. Ти помага и мајка ти? Да, помагам и она ако не, нема кој да. Мајка ми многу пати се слоши се и јас се плашам. Едва ја дигнем, едва ја освестиме. Кога она падна, кога се разболе, децата беа кај мене скоро цел месец. Јас ја водех кочени, штип, секаде дека беше по болници. Секаде сам ја водил. Мајката на децата ништо не зима, она е оболена, она може и, колку што знам, треба па да иде малку до болница, не е добро со здравјето, значи, што викал некој спречити, не го лечити.
Куќата на ова семејство е во очајна состојба. Мебелот е искршен поради негрижата за истиот од страна на таткото на децата, ќе кажат блиските. Со децении не се избилени ниту дзидовите. Немаат каде да седнат да ручат, таваните пропуштаат вода кога врне, а поради неможноста да направат бања и купатило, тие топлат вода во тенџериња за да можат да излезат и да се помешаат со останатиот народ. Затоа едногласна желба на Александра и на незините деца ќе биде обновување на куќата и храна, за да не им се влоши и онака веќе лошата здравствена состојба. Па те столчиња, нешто масички, Немате маса и столици. не може. Па како ручате? Па те на оваа масичка тука ручам. Но не можете да седнете сите четворица. Па на овие На гајбички. гајбите. Гајбичките. Зошто живееш тешко? Нема работи. Ви фалат многу работи. Кревети? Не дам аз. Тука. А столчиња има ли? Нема. Нема. А како вие во ваква куќа, гледам и регалот, веќе се е дотрајано и искршено? Тоа детето се лизгаше, они се лизгаше на него и го скршија. Кога се лизгаше детето и го скршија. Вратите, кој ги скрши? Па вратите требаше да се закачиш, ама не кидаш нешто да се закачи и нешто момчето ја. Онаде и така. Не се затвораат убаво и топлото и тоа што греете се излегува надвор. Зошто е во ваква состојба куќата? Од тие нема кој да се грижи за неа, за куќата. Сопругот на Александра. Александра се вика. А сопругот нејзин? Зошто не е искречен? Зашто? Он дојде од работа и од работа кај дојде и право продавницата. Во продавницата води право. Зашто оди во продавница? Зашто? Па за пиво, за цигари и кога дојде работи во продавницата и там ми се остане до 5-6 сата. 7 сата да го прави. Мен пат го не е 6, нек пат го не е 7, 8. Така. Оти ка се напие. Ка се напие. С нощи вика така. Ја бех купувала еден тезо, бех купувала од тука до там. Плазма бех купувала. И он зема една мече, зема таа даска те и ка го прасна така те и тезо, а тезо беше уклучен на струја. Он го треба да прасна го на даската, тата зема и да го прасна го. Зошто се скршени некои работи во куќава? Кој ги скрши? Татко ми. Зошто ги крши татко ти? Ти се плашиш ли кога он ги крши? Не. Не се плашиш? Еве ова го скрши. Брат ми некој пат кога се наути. И татко ми исто. А зошто се лутат? Па кога се изнервира. И тие се болни? Не, татко ми не, ама он така кога се изнервира, мама е болна. Како треба да изгледа едно стрикно семејство? Па убави работи да има. Да живееме срекно. Вие срекно семејство ли сте? Не знам. Како ги бањаш деца? Купатило е легляш. Со две тенџерата се бања, вода се бања. Со две тенџерата се бања. Така ги бањаш со ступлена вода во тенџера? Па оно сака. Кој? Тоа детето. Девојчето? Сака да се избања за на училиште утре? Да. По другите деца сите имаат убаво, ја немам убаво, јас сакам да се избана во купатило, другите се бањат, ја не се бањам. Сакам убава куќа да живеам. Како се бањате сега, Злато? По така у ходникот се бањаме во корито. Сите и брат ти, и мајка ти и татко ти, топлите вода? Да, Топлите вода во тенџера? да, во вонец. Во вонец. А што ти е најнеопходно, најпотребно во моментов? Купатило. Би била срекна кога
Ке се избањаш во кадаво, Да. нормално копати. Јас тоа највеќе го зборувам на мајка ми, на баба ми. А тие што ти викаат? Па тие викаат ќе се направи. Да имаме детска соба. Да имате детска соба. Однатка заврне се прокап. А и тука кога заврне, там сега дека седи дека ви си там трпото, там на там капена фотелјата. Ми се јавија во 7:30-8 вечерта дека баш дош кога беше и снег дека куќата е во распадање и слично ја дојдех и морах да интервенирам. Од кога немате искречено? Па одамна, оле, уште баба му и деда му кога били живи, кога били... Од тогаш, уште пред да дојдеш ти? Да. Тоа се многу години. Па многу години се оле. А зошто не искречете? Па не му вика требало. Не му требало на момчето. Па од кај јас памта веќе колку са 10-12 години во брак, све е исто. Веќе сега накладно ова плафонче што го гледате и ше тоа сега за сега здраво, ма видите како е. Имаше нешто, некоја донација, имах запознатство какво шо, зашто не е реализирано, не сакам да влаза на таа тема. Материјали имаше нешто, домајстор или било, не бех ништо информиран. Не беше направено копатилата? Ништо не беше направено. Има свет, значи брати гледате џамове што sastavili и донирали. А зошто не се направи копатилата? Оти нема кој да го направи. Нема кој да направи, кој ќе прави. За децата како купуваш? И облека кога одех. Кога одех на работа. Од кога одеш? А сега? Но ти немаш да им купиш. Нема, моля. Они носат се вехти, носат. Шо имат, тоа носат. Тоа ни го дадоа тие кумшиите, тука ни го дадоа тоа креви, ни го дадоа. Бунда дебела, тренарки, патики. И се меѓутоа битно е за децата да им се направи еден услов за нормален живот, па уиднина не мога ја ништо друго што да рече. Тоа е најбитно што битно е да се помогне за децата да се санира тоа. Среќен ли си, Никола? Не. Зошто не си среќен? Ти не убава каштата. Кога ќе биде убава куќата би бил среќен. Како растеш ти? Јадење треба. Облека, играчки. Играчки сакаш? Се види дека најдобрата терапија за многу животни проблеми е да се оттргнеме од оние кои ни ги создаваат, зашто кога една скршена личност ќе одлучи да тргне од почеток, нема ништо посилно од неа. Тоа е сила која е во состојба и да го промени светот. И кога и се чини дека се распаѓа, тоа е најдобар знак дека се сложува од почеток. Салија Нокач е болен и напатен човек кој повеќе од половина живот живее во скопската населба Драчево. Никогаш полесно, а денес во нехумани и субстандардни услови за еден човек. Се започнало пред многу години, кога неговите родители и неговата сопруга живееле под тензија и во недоразбирање. Таа заминала со нивната 5-годишна ќерка и повеќе никогаш не се вратила. Сали бил немоќен за да го состави веќе скршениот семеен живот, па во тага по ќерка си одел во училиштето каде учела и тајно ја наблюдувал. Откако неговите родители починале, сестрите омажиле, Сали започнува да живее тешко. Останува без приход, а заравствената состојба денес му се влошува. Сакајќи да живее полесно, донел кераџи во домот. За жал, тие се однесувале нечовечни и му направиле сметка за струја, која не бил во можност да ја плати. Поради тоа денес тој живее во мрак и е премрзнат. Куќата е во распаѓање. Тече од сите страни и самолонците и тенџерињата се негов придружник во врнежливите денови. Јаде храна поеднаш во денот, а понекогаш и воопшто. Осамен е и тажен. Плаче само кога ќе му го споменат името на ќерката и живее за мигот да ја види барем уште еднаш пред да умре и да ја објасни зошто биле осудени така да живеат. Секако посакува и во оваа студена зима некој да му помогне со огрев, храна и финансии за струјата, за да може да продолжи понормално да живее.
Денес сме во Драчево. Ќе го посетиме домот на Салија Нокач. Го пријавија соседите, бидејќи живее во нехумани услови. Човекот од пред 6 години нема струја. Денес со само 4000 денари нема ниту да се купи кубик дрва за во зима. Затоа соседите рекоа: дојдете помогнете му зашто премрзнува и гладува. Добар ден. Јас сум Оливера. Јас сум Салија Нокач, здраво ми. Вие сте Салија. Ве пријавија соседите и ни кажаа дека живеете без струја веќе повеќе од 6 години, но и во нехумани човечки услови. Да, тоа е вистина. Што ви се случува, Салија? Од каде сте вие? Јас сум од Презренски Брод, роден сум таму. Но тука сте живеели? Тука живеам од 64 година. Староседелец во Драчево? Да, во Драчево сум тука. Тука живеевте со родителите? Да. Тука, предпоставувам, се оженивте? Да, се оженив. Тука ме знаат сите тука во населба, што сум јас, дека сум произведен човек и добар човек. Но предпоставувам дека некои околности направија да ви се смени животот и сега сте сам. Да. Не живеете, немате, може да видиме? Да, повелете. Имате ли семејство или немате семејство? Имам, да. Повелете. Основавте семејство, но не живеете со него? Да, не живеам. Колку време сте без семејството? Од кога сте без семејството? Без семејство сум околу 20 години тука. Повеќе од 20 години. Тука повеќе. Имате деца? Да, имам една ќерка. Ја имате ли видена? Да, еднаш во школа. Кога беше уште мала? Да, кога беше мала. И од тога живеете сам? Да. Која ви е и најголемата болка? Ќерката. Што ќерката? Ќерката за мене е најголема болка во животот. Тоа ми е живот мој. За не заживеам. Но таа ја немате видено и не дошла? Не. А што? Како може да ја го кажете тоа? Дека ви фали, недостасува? Она може го знае, може би тоа. А некој брани. Некој брани да ве посети? Да. Она е свесна дека има родител. Тоа девојче беше многу паметно. Како се вика? Раба. Раба. Многу ја сакате. Се надевам дека после ставањето на срцето на дланка ќе ве посети. Верувам во тоа. Последниве години живеете без струја. Да. Како дојдовте до тој момент да живеете вака тешко? Тешко тоа, финансиите му се попуштија. И морав тоа да го направам. Земав киражи. Ја мислев дека ќе биде окей. Меѓутоа работата се сврта наопачки. Не сакав проблеми да правам и тоа. Ви направија големи долгови за струја? Да, да. Колков е долгот? 210.000 е долгот. Вие не можевте да го исплатите? Не можев. Со колку живеете месечно? Со 4.000. Тоа е социјална помош. Социјална помош 4.000? Да. Стасува ли за нешто тие 4.000? Само за мои потреби може. Колку толку? Да. Но- Да свеќе за тие работи. Неколку минути сме тука и е навистина ладно. Се Вие не здрвуваат можете да држите. и раце и нозе Да. за неколку минути, а вие тука живеете. Да. Како е во ноќите, како е на минусни температури? Во ноќите спиам, меѓутоа кога станем мене ми е крч после тоа. Се случи преку ноќи нешто. Трпање на прозорите и работи. Некој ве плашеше? Да. Па веројатно. Не сум направил ништо лошо. Па нешто некој да ми направи. Вие се исплашивте и Да, се исплашив. Ги пријавив во полицијата. но Може би отидовте, има нешто во тоа. но отидовте и на лечење. Да, Имате бев на проблеми од тој ден со психата? Да, да. Издржав неколку дена, меѓутоа се случуваше уште нешто, па морав да одам во болница, да осетив сам на себе. Таму колку време седевте? 2,5 месеци. 2,5 месеци и Да, беше окей. треба да примате и лекарства за таа диагноза, но сепак
Не можете да си ги дозволите? Не можам да ги дозволам тоа, меѓутоа немам ништо тоа. Да имам да ја не би, да, би го земал тоа. Сакате и вие да бидете како секој човек во топло, Да, но немате да се дозволите за дрва? не можам да дозволам тоа. Да, еден дрвен кубик со 5000 дрки, ја што можам собирам ваму таму, меѓутоа тоа не е тоа. Со што се греете? Со прачки некогаш? Тогаш со прачки, со даски, со лесоници, со такви работи. Што ќе собирате од улица? Да, Салија, зошто не работите? сега сум психички малце. Не можам, не да немам сила, меѓутоа не можам да го радам тоа. А низ годините работевте? Да. За можа сум бил јас. Ме било, Имате 63 години до година 64. да, Исполнувате ли услов за да земете пензија? 65, но така негде, да. Исполнувам услови социјална пензија. Без многу стаж. Очигледно дека на ова студено не ви престанува ништо друго освен да легнете порано. Да. И сигурно ве мачат мислите. Што размислувате кога легнувате? Што размислувам? Размислувам, не идем на лошо, размислувам за добро. Сепак сте позитивен Да, јас сум позитивен, имам позитивна енергија. и покрај ваквиот живот. Да. А што ви е Морам најтешко, да го Салија? направам тоа, јас сум верник човек. Зашто живеете? За ќерката моја. Живеете еден ден да ја видите неа? Да. Салија по потекло е од гора, роден е во Призрен, каде останал до својата 3-годишна возраст. Потоа со семејството се сели во Скопје. Живееле во Карпош, на Серава, па во Драчево. Во Драчево тој останал до ден денес. Со квалитетен и убав семеен живот не може да се пофали, зашто откако се оженил и добил ќерка, ке рече тој, родителите не ја прифатиле снаата и им правеле проблеми. Тој е затворен човек и не сака никого да обвини за тоа. Можеби најголема казна за сето тоа му е заменувањето на сопругата и неможноста цели 35 години подоцна да си го види детето. Иако Сали одел во училиштето, кришум да ја гледа својата гордост, сепак денес таа му е најголема болка и копнеш за кој единствено постои. Потеклото од Призрен, од гора. Мајка ми, татко ми се од гора. Јас сум од Призрен роден. Моите живееле таму. И јас сум живеел таму 3 години. И тука татко ми работел у Метропол, пред тоа тука бил. И после се доселивме тука. Од Драчево. Пред тоа сме живели у Карпуш малце кај Серава. Сега кај што се пластикарите. И тука дојдовме после земјотресот. Учев код цементалец. Меѓутоа тоа мене школа не ми се допаѓаше. Јас сакав див да учам. Јас бил, може, за тоа сум уроден. Потезовен. Меѓутоа судбината таква било. Вие сте горанец? Да, јас сум горанец. Меѓутоа, сиот живот имате тука пораснато во Да, Драчево, тука сум. рече се. Да, од детство. Какво детство имавте? Па, така. Не можам да се сетам на сите работи. Добро. Со еден збор добро. Да, добро било. Имате завршено училиште? Само основно. Јас сум тука 64-та година. Сите ме знаат за добро. Лошо никогаш не сум направил во животот. Прво работно искуство е моето во Метропол. Бев на обезбедување. Чувар бев. Пред тоа работев како дете ни сладкарници ни зова помалце така. А кога пропадна фирмите, работев и во приватно исто. А после работев во градежно. Така. А плетев и на машина. Значи имате повеќе занаети Да усовршени. немам занаети во... Ме интересирало тоа, интересно ми беше и го научив тоа. Што сакав јас. Колку години бевте во брак? Во брак 7 години. Само 7 години. Да. Се супер беше окей. Се беше во ред. Кога започнаа проблемите? Проблемите започнаа се карали. Кој? Мајка ми и жена. Мајката и сопругата? Да. И Ја не сум го знал тоа. Они се карале. И работата дојде да ги избркаат они не. Ја не сум знал за тоа. Одеднаш одиме таму. каде отидовте? Тука живеем, кај прачките. Во другата соба? Да. Сепак во истава куќа Да, сте? во истата куќа, да. Меѓутоа тоа не е тоа. Шо се двои нешто готово, тоа се распаѓа. Не се согласуваа свекрвата Да, и не се знаат. согласува. И дојде ден кога не брка и од дома да искочиме. Излеговте? Ни досаѓа, ние сме досаѓале,
Јас сум плетел на машина и сопругата, ние сме досадили и сме галамеле. И тоа им сметало. На родителите твои? Да. Ја останав, не знаев како чискошам и каму куќа своја. Не можев да го дозволам тоа јас. И одеднаш дојде сопругата моја си отиде и готово. Каде отиде сопругата? Кај мајка ја. Со детето? И тоа, да. Таа беше малецка, керката? Да, 5 години. Само 5 години? 5,5 години тука имаше. Вие дозволивте да се замине така? Ќе дојдеше и до немили работи за тоа. Имате деца? Имам, да, ќерка. 40 години. Во контакт сте со керка? Не сум во контакт. Така остана тоа, не сакав. Јас сум таков мирен човек што не сакам проблеми да правам. Можев да направам проблем, ќерката да биде со мене, меѓутоа не. Не сакав да го онадувам тоа дете. Ве побара откако се оставивте? Не. Може би срцето ви тагува по неа, сакате да По ќерката? го видите? Да. Кога би можеле да ја видите барем на 5 минути? Може би вие тоа и најголемата желба. Колку време не сте ја виделе? Трети сум за ќерка ми. Среќен сте поради неа? Да. И може би се борите за еден ден да ја видите неа? Да, зашто да не? Она е таа што треба да дојде. Јас сум родител, не? Но знае ли дека живеете тешко? А може би некој кажал, а не видел. Ако ви трупне утре? Ја, нормално, да. Ако дојде ова незино ќе биде. Без разлика дали има или не. А не знаете ни што се случува со неа? Не. Мислам дека е окей, по моје мислење. Сум разбрал дека има фризерница. Живот има добар. Мене тоа ме радува. Многу ме радува. Но имате болка во срцето што не ја гледате? Да. Од тогаш не ја видовте керката од 5 Да, години? еднаш ја видов. Во школа бев. Не издржавте да не ја видите. Морав да го направам тоа. Да се потсети на татко. Да не ме заборави. Што ја кажавте? Ништо. Дали сака да дојдам. Но не да. Да. Тоа беше последно гледање? Да, последно. 30 години ја немате видено? Повеќе. Да, толку. 35 години. Му има сега 40. Се борил за ќерката. Те што имам за ќерката ќе дадам. Ако имам. И се би направил после моја смрт, ова не задоста. Рековте имате и сестри. Да. Тие знаат ли зошто се замина жена ви и керката? Поима немаат. Сега прв пат го кажувате тоа? Да. Дека беше избркана од вашите Да, родители? да. Они поима немаат за тоа. Зошто не им кажавте? Не им кажав. Многу ги интересира. Не сакам да ги гледам. Зошто? Што не идат за тоа. Значи, они мене не ме сматраа за брат. А родителите за син? Што му ви го направија тоа? Тоа е многу лошо. Што му го направиле они мене, тоа е многу лошо. Упропастен ви е животот? Да. Од најблиските? Татко ми почина, па после мајка ми почина. Кога останавте сосема сам? Сосема сам пред едно 20 и некоја година, тука негде. Чичко Сали беше многу добар човек. Работел, спортувал. Животот му бил многу добар. Имал желба за животот. Откако починале родителите на Сали, тој продолжува да работи и да се труди за да преживее. Сепак доброто и наивно срце на овој човек ке сакаат да помогнат на едно семејство и тој ги повикува дома
зашто немале каде да одат. Но токму тоа семејство ќе му направи долг за струја поради што Сали подоцна 7 години ќе живее во мрак и премрзнат. Пред 2 години паднал и психички, лежал и во Бардовци, а за сето ова време куќата пропаѓа. Сали денес живее само со 4100 денари месечно, средства кои не се доволни за да се плати и купи било што. Нема дрва, премрзнува во зима, па на крај ќе рече: живеам само за денот да го видам моето девојче од кое бев одамна неправедно одвоен, за да ја кажам дека премногу ја сакам и дека мојот живот зависи само од неа. Тоа со психички бев оптеретен. Од што се оптеретивте психички? Прво нешто ме чукаше тука нешто. На прозорец? Да, уплашен. Имавте страв? Да. А потоа? Потоа уште еднаш ми се случи тоа сон. И тоа. Се преплашивте? Да. И живеев неколку дена, ма гледав дека не ми беше баш добро и отидов во болница. Само отидовте? Не, со сестра ми. Што Ја викнав сестра ми. Таму не можеш сам да идеш да се пријавиш. Мора некој да има како сведок така. Што ви рекоа во болница? Да, отидов и останав. Каде? Тука во Бардовци. И колку време лежевте Па таму? бев таму 2,5 месеци. 2,5 месец. Да. И што ви рекоа? Кога ви Ништо добро ми беше таму. Потоа ви беше се добро? Да, добро, окей беше. Имаше таму теретана, трчав, тренирав тие работи. Бе не мислам на На што на мислевте? нешто лошо. А што мислевте лошо? Како ми тропале, како ми надува да ми искочи тоа од главата. Откако се вративте тука, колку години помина од тогаш? Па 2 години дали ја помина. Тука негде. Пред 2 години ова се Да, случуваше? да. А до тогаш работевте додека ви се случи? Да, работев. Бев И заработувавте? Активен, да. Од кога живеете со социјална помош? И колкава? Со социјална помош едно 4 години, така нешто. Последните 4 Да, години? да. Со колку средства? Тие средства бе. И нешто што паѓало така. Работите малце се А колкава е сумата на социјалната помош што ја зимате? 4.000. Со А во 4.000? зимата дават плюс нешто. 1000. После тоа го зимат. Па еве имав едни киражи, јас сум мирен човек, ајде, да не дојде до... Ќе дојдеш изгледа, до пресметка некоја. Ви направија Да, големи сметки? голема сума. Колкава ви е сумата за струја? 210.000. Поради тоа сте исклучен Да, да, и живеете во мрак. да. А каква ви е сега психичката состојба со оглед на Психичката сега за сега, да, добро. некои лекови пиете или имате ли? Немам лекој. Немате лекови? Немам лекој. Не. За тоа треба финансија. Тие лекои се скапи, што треба ја да ги пијам. Ви препишаа терапија? Ма знам колку пари се тие, сум прашал друг човек. И колку се? Многу. За мене тоа Колку пари се? 1500 динари се изгледа. Пола од социјалната помош треба да давате за лекови. За лекои само и за свеќи. Свеќи купувате? Купувам свеќи, да. 30 динари една свеќа. Две свеќи. 90.800 динари само за свеќи се тоа. Во месецот? Да. Што би земал ја нешто друго? А кога почна куќата да пропаѓа? Па пропаѓа. Една табла ќе се скрши, друга ќе се скрши, кровот стар. Тоа. Не возеле сметка моите пред тоа и тоа. Сега веќе таваните се Тоа е попуштени. готово. Тоа Кога врне, како се снаоѓате? кога врне, е тоа што се снаоѓа. Со? Да не капе. Со легени? Баш директно таму капе и се скупчувам така ќе ги соберам назад. Сум фрдил многу јоргани не ги таму. Затоа што скапуваат Да, скапува, не можеш да живееш со тоа, не можеш да... Шанси нема. А облека? Како перете? Облека ништо, така ги... Колку што можам ги надувам, после ги фрлам. На вечер легнувам со се панталони. Пошто е преку ноќе многу ладно, ќе се завиткам и така. Со се капа. Се стоплувате ли така склупчени? Да, ако не станам се стоплувам. Ако не станете? Да. Ако станам со лодо свето и поново се тресам. А како се прехранувате во месецот? Во месец тебе тоа што ми го дават. Од каде ви даваат храна? Од тука, кај домчето што е позади.
Тука во Драчево? Да, на тротоар. Ви делат храна? Да. Секој ден? Освен сабота и недела и празници. А сабота и недела што јадат? Сабота и недела ништо, тоа што го дават. Се снаоѓам некој имам тука, ми дава некој кифли тие работи што му остануваат. И така. Ова не е живот. Сте му кажале на соседот што ве пријави дека најголема желба ви е да се избањат? Да, сум се бањал прво, јас сум тој. Но сега, последниве Не години може без сега, струја, нема, сега не. што најпотребно ви е во моментов за да ви се Во улесни? моментот струјата. Струјата, ја би го средил ја другото. Би се виделе кога би имале струја? Немам финансии, да имам финансии би го избацил све ова од овде што е и би го средил другото. Со 4 или ништо. Тоа е мој мислење. Кога би имало струја, ја би го другото. Мене ми треба струјата, бойлерот и ништо друго. Со бойлерот се перам, се чистам тие работи. И да се избањат? Да. Како некогаш да одржувате хигиена? Да. Постојат луѓе што се појавуваат кога ни е најтешко. Тие луѓе се препознаваат по насмевката на лицето. Постојат и такви кои се смеат иако душата им плаче. Токму таквите имаат една дијагноза навечер кога ќе падне мракот. Многу мислат за проблемите во својот живот. Ако познавате такви луѓе, кажете им да се ослободат од мислите и да му дадат шанса на новиот ден и шанса на едно подобро утре. Цветанка Петковска е родена и порасната во Скопје. Таа е единствено дете на своите родители. Пред деценија и пол животниот пат ја носи во Тетово каде се мажи со супругот и му раѓа 3 деца. Тие се уште малолетни и можеби си би било стабилно и понормално до лани кога дознава една сурова вистина дека поледува од карцином. Болките ја зачестуваат и таа не била способна да ја издржи работата. Морала да даде отказ и супругот останал без работа и тоа е капка во преполна чаша за нивните проблеми. Живеат во стан во центарот на Тетово каде веќе нема струја со месеци поради неможноста да ја платат истата. Тоа влијае и врз животот на незините деца. Немаат услови за бањање, за учење, немаат ниту храна за дома и за на училиште. Претежок период од нивните животи. Најмногу бола детските солзи. Тие ќе речат дека се смејуване на училиште затоа што не одржуваат хигиена, не носат храна и немаат убава облека. Сите ги избегнуваат, а сакаат да се дружат и да учат. Затоа замолуваат да им се помогне во овие тешки мигови, за да може да ја видат мајката здрава еден ден, а тие пораснати и горди жители на својата земја. Илча Мицевски има 50 години, живее со својата стара мајка во село Истемник, Пасек Делчевско. Животот до пред една деценија со семејството го поминал во една соба од семејна куќа, делена со други роднини. Откако одлучиле да купат земја каде сега живеат и направиле скромно куќарче, мислеле ќе започнат поубаво да живеат, но се јавил нов проблем. Им побарале многу средства за приклучување на струјата кои тие од пасење стока и минимална социјална помош не можеле да ја постигнат. Затоа повеќе од 10 години живеат елементарно, со газија, со ламба на соларни батерии, на свеки. Татко му починал, па тој останал сам со мајка си и таа е болна и неподвижна, прикована за кревет и зависна од негата на Илче. Тој ја храни, ја негува, ја пресоблекува, но не се жали за ништо друго. Навикнате на ваквиот тежок живот. Само ќе замоли да му се помогне да ја воведе струјата во домот, за да може да продолжи по човечки и по достоинствено да живее.